Изминуваат 100 дена откако СДСМ е устоличен на власт во Република Македонија. Фактите покажаа дека тој што ги изгубил изборите не само што не треба да води држава, туку и не знае како да се справи со состојбите. Изминалите 100 денови Гром ги оценува како 100 црни денови за македонскиот национален идентитет, јазик и култура. Во сред лето, кога народот е по одмори, на швејцарски начин Заев потпиша договор со Бугарија, во кој ни го нема народот, јазикот, се откажува нашето малцинство во Бугарија, а и ќе ја менува историјата по терк на Бугарија. Новата карактеристика на оваа власт е што забрзано граби кон редефинирање на државата и воведување на бинационален концепт. СДС демонстрираше кадровски смени, полни со непотизам и со нестручност. Во здравството дојдува на чело на клиничките центри кадри, блиски и роднински поврзани со веледрогериите. Во детската болница Козле, која што е за белодробни заболувања, имаме поставено директор, гинеколог од Куманово. Поставени се кадри кои никогаш не работеле во клиниките, кои денес ги раководат, ниту пак имаат соодветно искуство. Во Пуик, например, е поставен за претседател на бордот на директори лице кое што е апсено за земање на подкуп, без соодветно образование, морал и сомнителни организациони способности. Тие на кои власта им послужи, како например претениците од врхушката на Заев, си ги згрижија своите најблиски. Например, во одборот на директори на Пуик е сестрата на кандидатот за градоначалник на Бутел од СДСМ. Тоа не е се. Иако во текот на август е вработена во Народна банка, сестрата на претеничката Тања Ковачев е ставена за член на одборот за директори во Пуик и минатиот месец е истата вработена во УЈП. Истата претеничка си ја згрижила изолвата во друг управен одбор и така натаму и така натаму. СДСМ успеа да го претвори невладиниот сектор кој наводно губевме пред изборите во целосно владин сектор по изборите. Најголем дел водачите на невладиниот сектор денес се советници, шефови на кабинети, портпароли по владините институции. Со ова е нанесен тежок удар врз невладиниот сектор и врз цивилното општество. Со ова невладиниот сектор наместо коректор на власта се претвори во апологет на владата. Економијата бележи негативни тенденции. Во градежништвото се отпуштаат работници и се удира по странските инвеститори. Наместо враќање и поддршка на малостопанствениците, СДСМ започна со затворање на редомирани ресторани и кафулиња. Во меѓувреме се затворени повеќе култни локали каде што се собираат младите луѓе. Дали перјаница на ова затворање на локали е кандидатот за градоначалник на општина Карпош. На меѓународен план имаме изразено подаништво, имаме изразени нарушени односи со Република Србија. Пензиите нема да се покачат, а министерот за труд и социјална политика доживеа фијаско, покажувајќи се неспособен да спроведе една добра идеја која што се викаше двосменско работење на градинките. Секретарот на владата на Република Македонија, Драги Рашковски, кој е професор на Правниот факултет, наместо да се грижи за законитоста во работењето, тој антидатира смена на директори и се заканува и врши мобинг пред вработените во Генералниот секретаријат при владата на Република Македонија. Пожарите, наместо државата, ни ги изгасна дождот. Во меѓувреме, владата го подготвува народот за нови понижувања, промена на име и прием на 100.000 бегалци во Република Македонија. Ако по утрото денот се познава, оваа вода е со најлоши први 100 дена од постоењето на независна Македонија од 1992 година па наваму.